Јас уште минатиот пат, минатата сабота, кажав дека веќе се подготвуваме за Светата вечера, така да и оваа сабота ќе биде во тој правец, како една подготовка за Светата вечера, затоа што јас верувам дека сите сакаме да ја примеме, а сите сакаме достојно да ја примеме, а за тоа навистина треба да се подготвиме. Освен ако не ни станала форма, па како и многу други работи, да, тук ради реда да ја поминеме. Значи, не би требало да е така. Минатиот пат спомнавме дека најсигурното место за еден христијанин е каде, се сеќавате ли? Во Божите раце. Цитиравме оној стих од 10 глава Евангелие по Јован, каде самиот Господ Исус вели дека своето стадо, својот народ го има во своите раце и никој нема да дозволи никој да го земе од таму. Тоа е најсигурното место. Но за да бидеме во неговите раце, во рацете на грнчарот, потребна е понизност, целосна преданост и покаяние. Ако се сеќавате, завршивме минатиот пат со стихот во Еремија 18 глава, значи го разгледавме, влеговме во куќата на грнчарот и повторно се подсетивме на оној сликовит приказ за грнчарот и глината и завршивме со 11 стих од 18 глава Еремија. Значи, со тој ќе почнеме денеска. Еремија 18:11. И јас би го читал само последниот дел од стихот, кој што гласи вака: и така, вратете се секој од својот лош пат и поправете ги своите патишта и своите дела. Што е всушност ова во превод? Вратете се секој од својот лош пат и поправете ги своите патишта и своите дела. Тоа е покаяние. Значи, покајанието опфаќа враќање од лошиот пат, враќање кон Господа и поправање на лошите патишта. Односно, покајанието, со други зборови, значи жалење за стореното, враќање од тој лош пат, враќање кон Господа, враќање во неговите раце и отстргање од гревот. Да се сетиме на Давид. Направил страшни гревови. Не само што ги направил, туку се обидел сето тоа и да го покрие, и да го крие, и го криел од прилика 1 година. Значи, направил прелюба со Вицавеа, со туѓа жена, и за да сето тоа го покрие, и не морал, може би, кој знае што да покрива, меѓутоа Вицавеа затруднела, и тука бил проблемот. Тогаш немало абортус, така да морало некако да сето тоа се покрие. Се обидел, накратко, значи да се подсетиме на случајот кој што сите ние го знаеме, да некако го натера Урија да влезе дома, да легне со својата жена, па ете да не се знае чиво е детето, односно да се мисли дека е негово. Меѓутоа, откако не успел и откако дури го испијанчил, овој сепак не влегол, морал да го спроведе и оној најцрн дел од своето сценарио, да го убие под наводници индиректно еден од своите најголеми војсководачи. Сето тоа за да ја покрие прилюбата и оно што го направил со Вицавеа, затоа што, знаете,
Многу полесно ќе му било ако она не затруднила, меѓутоа како и да е, секој ден, во овој случај, значи, секој ден доказот е се повидлив и повидлив. За да после 9 месеци стане навистина видлив за сите. И сето ова го криел, значи, целата таа сплетка што е направил во 11 глава, 2 книга Самуил, го наоѓаме случајот. Во 12 глава, 2 книга Самуил, поминала цела една година од овие негови грешки и му доаѓа Натан, Божиот пророк. И директно му кажува, односно индиректно му кажува една приказна, да не ја повторуваме приказната, и му вели, ти си тој човек. Давид, самиот се патил во стапица, рекол, овој заслужува смрт. И 4-кратно треба да плати за стореното. И Натан ќе му каже, ти си тој човек. Сеќавате, нас зборувавме на оваа тема. И веднаш после тоа, во 2 книга Самуил 12:13, Давид ќе каже, сгрешив пред Господа. Давид конечно се кае. Цела една година го држал гревот, го криел, една година е голем период, а камоли 2, 3, може и уште подолго. И како му било додека го криел гревот, минатиот пат спомнавме 32-иот псалм. Му тежела Господовата рака, вика, влагата се претвори во летен припек, ми се исушија коските, станала една сува, неупотреблива глина, се исушила таа глина и не можела повеќе да биде обработена од Господовите раце. А Господ, како и од него, така и од секој од нас, да повториме, сака да направи еден прекрасен сад на негова слава. За да на крајот, соочен со вистината, соочен со Божиот пророк, признае, рече, сгрешив пред Господа, меѓутоа не било доволно да се исповеда само пред Натан, туку требало да се исповеда пред Господа и затоа, значи, од овој случај бил поттикнат од ова негово покаяние да го напише прекрасниот 51 псалм. Познат како покајнички псалм, покајничка молитва, можеме да кажем. Денеска ќе го погледнеме овој 51 псалм, меѓутоа претходно да кажам дека покајанието, кој што толку многу е запоставено денеска во христијанскиот свет, е првиот чекор, заедно со признанието, признавањето на гревот, покајанието се одат рака под рака. Е првиот чекор за враќање кон Господа. А се помалку и помалку се слуша од црковните говорници. И скоро да го нема. Меѓутоа да се подсетиме, која е била пораката? Главната порака на Јован Крстител, кој што бил оној кој што требало да го подготви патот за Христовото доаѓање, за доаѓањето на Месијата. Матеј 3 глава, 1 и 2 стих. Која е била пораката на Јован Крстител? Матеј 3 глава, 1 и 2 стих. Во тие дни дојде Јован Крстител и проповедаше во пустината јудејска велејки. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, зашто... Да, доволно, 1 и 2 стих. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Главнината на неговата порака била покајте се. Вратете се кај Господ, со други збори. Оттргнете се од своите лоши патишта. А која е била пораката на самиот Исус? Марко 1 глава. Евангелие според Марко 1 глава, 14 и 15. 1 глава Марко, 14 и 15. А откако Јован беше предаден, Јован заврши со својата мисија. Откако беше предаден, Исус дојде во Галилеја, проповедајќи го Божието Евангелие. И што проповедал? Истата порака. Ништо поразлично. 15 стих. И изборуваше. Времето се исполни и наближи Божието царство. Покајте се и верувајте во Евангелието. Дали покајанието има важно место? Ите како? Ако тоа е првиот чекор, ние треба да го направиме прво тој чекор, доколку сме му сгрешили на Господа,
доколку сме се оттргнали од Него, доколку сме надвор од Неговите раце, а тоа е многу несигурно место, тогаш треба да се вратиме, а враќањето е преку покаяние. И веќе спомнавме, тоа е жалење за гревот и оттргнување од Него, враќање кон Господа, оттргање од тие лоши патишта. И ако некој мисли дека може би тоа е некое наше дело, тоа не е така. Ќе прочитам еден малку подолг, не многу долг, цитат од инструктор за млади, кој што гласи вака: мнози намислат дека покајанието е нешто што човекот може сам да го направи пред да дојде кај Христа. Видите, ние не можеме сами да се покајаме. Или ајде натерајте некој со сила да признае нешто и да се покае. Нема никој да успеете. Нити пак изнуденото покаяние всушност и не е покаяние на крајот на криштата, и дури ако успеете. Значи, мнози намислат дека покајанието е нешто што човекот може сам да го направи пред да дојде кај Христа. Тие мислат дека мораат нешто да направат пред Христос да стане нивни посредник. Вистина е дека мора да има покаяние пред да има проштевање. Господ не би можел да ни прости ако нема признание и покаяние. Значи нема шанс. Но грешникот мора да дојде кај Христа пред да се покае. И сега видите што е тоа што го доведува секој од нас до покаяние. Христовата милост е таа која ја зајакнува и ја просветлува душата, правејќи го на тој начин покајанието возможно. И Давид нема да можел сам да се покае, ако Господ не бил милостив кон него и таа милост ја историл токму преку зборовите на пророкот Натан. Значи, Христовата милост е таа која што го овозможува покајанието возможно. Продолжува цитатот и вели: Петар го разјаснил ова, тој за Христа кажал во Дела 5 глава 31 стих, еве што кажал. Значи, Дела 5:31, Бог со својата десница го возвиши Христа, за началник и спасител, за да му даде покаяние на Израел и проштевање на гревовите. И покајанието и прошката се дадени од Господа. Покајанието е Христов дар исто толку колку и проштевањето. На оној, на кого што Бог му проштева, најнапред му дава покаяние. Покајанието е невозможно без Христа. Од него доаѓа милоста за кајање, како и дарот на проштевање. Само преку неговата откупителна крв и двете може да бидат добиени. И покајанието, и проштевањето. Значи, не случајно Давид, сега можеме да отвориме во 51 псалм, вака го започнал својот покајнички псалм. Како го започнал? Кој е првиот стих? Со други зборови, биди ми милостив, Господе. Смилувај ми се, Боже, според Твоето милосрдие, според големите помилувања, избриши го моето беззаконие. Не е случайно Давид вака почнал. И нему, како и на секој нас, на секој грешник, му е потребна милоста Господова, за да, како прво го направи првиот чекор, да се покае. Еквивалент на ова, на 51 псалм, први стих, значи почетокот на псалмот, е она што цариникот ќе го каже во Новиот Завет, молики се во храмот, што кажал? Биди ми милостив на мене грешникот. Нам ни е потребна Господовата милост, дури да го направиме и тој прв чекор. Да се покајаме. И од овие први стихови ќе видиме дека ова покаяние е вистинско покаяние. И еве кои се одликите на вистинското покаяние. Значи, од први стих читам пак. Смили ми се, Боже, според Твоето милосрдие, според големите помилувања, избриши го моето беззаконие. Изми ме целиот од мојата вина. Очисти ме од мојот греф. Зошто го признавам своето беззаконие, мојот греф е секојаш пред мене.
И дури вели, тебе само тебе ти сгрешив и направив што е зло пред тебе, ќе бидеш праведен кога ќе проговориш, кога ќе пресудиш без прекорување. Колку пати Давид ќе каже, мојот греф, моето беззаконие, јас грешив. Никаде овде Давид не спомнува, па вицавеа ми се соблече гола. Затоа сгрешив. Околностите беа такви. Она што често пати знаеме да го правиме. Ако не беше он, ако не ми возвратеше така, јас немаше да му возвратам вака. Тоа не е покаяние. Вистинското покаяние нема бегање од гревот, едноставно го признаваш гревот. Не е битен тој или овој или околностите. Ти сваќаш дека како прво си му сгрешил на Господа. Значи овде, кога вели тебе, само тебе ти сгрешив, Давид не сака да ја изземе грешката и целата штета што ја направил и врз Вицавеа, и врз Урија, значи Урија губил, и врз целото царство. Затоа што тој бил јавна личност, цар бил. Тој го водел Израел. Туку сака да каже дека секој грев е пред се првен грев према Господа. Затоа што и Вицавеа, и Урија, и Зоран, и Борче, и било кој од нас се Господова својина. Грешики му на нашиот брат или нашата сестра, ние му грешиме првин на Господа. И тоа е еден момент кој што треба да го разбереме и сватиме, за да навистина ја сватиме грозотијата на гревот и за да се покајаме. Значи, грозотијата на гревот, големината на Божјата милост од друга страна, за да дојдеме до покаяние. Како што тоа го сватиле Марија Магдалена, па направила чудесно дело во Новиот Завет. Значи, забележуваме дека Давид воопшто не се иззема од гревот, не го крие повеќе гревот. Признава дека тоа е негов грев. И дури ќе додаде претходно ми текнува на Адам и Ева. Значи, откако бил направен првиот грев, што направили Адам и Ева? Ја префрлале вината на другиот, за да на крајот го обвинат Господа. Па ете, ти ја создаде змијата, ти, Господе, ми ја даде жената, ако не беше она, немаше да сгреше. И тоа постојано и постојано во круг. Додека е така, ние не можеме вистински да дојдеме до покаяние, а ако не дојдеме до покаяние, не го направиме тој прв чекор, тоаш нема прошка за нашите греови. Што ке ни е тоа светата вечер? Патем, токму затоа и на самиот чин на света вечера предходи обредот на понизност, кај што треба дословно, значи не само формално, туку и вистински да покажеме дека сме се покајале. Иако тоа Господ најдобро го знае во срцето. Да се сетиме на Јосиф исто. Јосиф кој што бил во слична ситуација, не баш иста, слична, исто со жена, на која што и бил подчинет. Значи, знаел дека може да има да трпи доста големи консеквенции, ако него направи тоа што таа го барала од него, но тој што кажал? Сеќавате ли? Зарем на Господа да му сгрешам? Како што Давид овде вели во 4 стих, тебе, само тебе ти сгрешив. Значи, кога ние му грешиме на брат или на сестрата, ние пред се му грешиме на Господ. Тоа мора да го имаме на ум. И дури во 5 стих вели, еве грешен сум веќе роден, во грев ме зачна мојата мајка. Со ова не сака да се правда сега, да рече, па еве, јас сум таков грешен, грешник, со предиспозиции, со склоности кон грев. Не, туку Давид уште повеќе сака да зголеми потребата од милоста Господова, токму од фактот што ние сме родени во грешна природа. Токму затоа уште повеќе ни е потребна Господовата милост. Токму затоа ние не можеме сами да се покаеме и да го направиме дури и првиот чекор на враќањето кон Господа. Еве, само малку понапред свртете во 58 псалм 3 стих, вака гласи, 58 псалм 3 стих. Безбожниците се на крив пат уште од раѓањето. Лагачите, односно лажговците, се на крив пат уште од мајчината утроба.
Со други зборови, ние сме во гените грешници по природа, мислам, во грешна природа сме. Овој проблем го сваќа Давид, го сватил и затоа толку многу му е потребна Божјата милост. Затоа вели: смилуј ми се, Господе. Вели 6 стих понатаму: ете, ти любиш искрено срце. Давид сватил дека на Господа му е потребно искрено срце, а не онаков каков што бил до пред да се покае цела една година. Дали бил искрен? Не, правил се што е во негова моќ за да го скрие гревот. Претходно, знаеме, го подготвил теренот за да изгледа дека ете така Урија случајно загинал, колатерална штета, како што во секоја битка гинат мнозина, и да изгледа дека детето не е негово, односно да не се знае дали е негово или не. Немало тогаш ДНК анализи и така натаму. Ја го подготвил теренот за да потоа и таа цела година го крие гревот, за да на крајот признае и го каже и ова: ете, ти, Господи, любиш искрено срце. И често пати најголем дел од проблемите во една фамилија или во една црква се решаваат токму со искреност. Односно, настануваат проблемите заради неискреност. А Господ сака искрени срца. И вели: ме учиш на мудрост во длабочината на душата. И претходно спомна, значи, Давид: изми ме, очисти ме. Значи, Давид го сваќа проблемот и длабочината на гревот, дека не само што треба да му биде простено, туку треба да биде очистен. И сега вели во 7 стих: пороси ми со Исоп, за да се очистам, изми ме и ќе бидам побел од снег. Господ кога чисти комплетно. Има ли нешто побело од снег? Иако во последно време не паѓаат баш многу бели снегови, меѓутоа тоа е веќе друга причина. Исопот, интересно растение, често пати и во овој превод се спомнува на овој место како посилок. Овде е добро спомнат Исоп, не е исто. Посилок, веројатно и може и повеќе во другиот превод е спомнат, затоа што е православен превод, па кај нас најчесто се користи босилокот, односно го користат за попрскување, за очистување. Исоп е во прашање, Исопот се користел, значи Господ го кажал тоа која е воспоставил Паската. Кога требало израелците да излезат од Египет, односно да ги попрскаат своите надвратници со крвта од јагнето, бил користен Исоп. Крвта која што чисти од грев. Дори и лепрозниот, во Стариот Завет, ако читате, лепрозниот кога ќе се излечил од болеста за да биде прогласен како чист од свештеникот, бил попрскуван меѓу другото и со Исоп. Еве да отвориме за момент во прво послание Јованово. Значи, на ова алудира Давид кога мисли на Исоп, на чистење од гревот со крвта на жртвата. Однапред укажувајќи повторно на жртвата што ќе дојде, што ќе се даде себе си на Голгота. Прво Јованово 1.9, познатиот стих: ако ги исповедаме своите гревови, еко вистински се покајаме, би додал, тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите, но тука не застанува, туку и да не очисти од секоја неправда. Погоре во 7 стих вели, во вториот дел од стихот вели: и крвта на неговиот син Исус Христос не очистува, значи неговиот син Исуса Христа не очистува од секој грев. Крвта е тоа средство кој што не очистува од грев. И сличен стих наоѓаме во Исаија 1.18, оној добро познат стих. Значи сличен на 7 стих од 51 псалм. 1.18 Исаија стихот гласи: и сега дојдете да бидете прави, говори Господ. Дојдете кај мене да бидете прави. Ако ви бидат гревовите како црвено сукно,
ќе бидат бели како снег. Еве го истиот речник. Ако бидат румени како пурпур, ќе станат како волна. Само крвта Христова чисти. И ако се сеќавате во цитатот, спомнавме дека токму крвта Христова, таа откупителна крв, само преку неа можеме и да се покаеме, а и да добиеме прошка за гревовите. И сега читаме од 8 па до 12 стих. И ќе видиме што е она што со покајанието ни се враќа, а што сме го изгубиле, доека сме во една раскинат однос со Господа, значи кога сме со грев. Вели во 8 стих, дај ми да ја чујам радост, да чујам радост и веселба. За радоста се читаше ова утро. Дај ми да чујам радост и веселба, за да се зарадуваат скршените коски и сушените коски, кои што се сушија цела една година, сега да каже Давид. Заврти го лицето од моите гревови и избриши го сето мое беззаконие. Повторно се повикува на бришење. Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Не ме отврла од Твоето лице и не одземај го својот свети дух од мене. Врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. Што забележуваме овде? Радост, веселба, зарадување или оживување на целиот дух, на целото тело, на коските, на чисто срце, постојаност, постојан дух, оно што многу ни фали, значи, ние сме многу непостојани. Светиот дух, кој што не може да престојува во нечисто срце. И радоста на спасението, сето тоа е она што го губиме кога му грешиме на Господа. И кога не се каеме, кога може би го криеме гревот. Не сме радосни, доаѓаме во црква и може би ето така сме целите. Како и секој друг ден, како да не се среќаваме тука со Господа. Чисто срце, кое што го немаме, кога сме во ситуација да грешиме. И она што е најбитно, а она што е потребно во ова наше време е Светиот Дух. Можете да имате Свети Дух, ако не сте покајани. Знаем, живееме во последно време и често пати сме говорили, сме слушали од говорници како ова или може би проповеди дома, дека се молиме и бараме да биде излеан позниот дожд во вид на Свети Дух. Че да се излее Светиот Дух за да не оснажи, да не даде сила за да го завршиме делото. Но ако ние не сме покајани, ако не сме го признале гревот, ако не сме го направили тој прв чекор, нема Свети Дух. Затоа овде Давид моли да биде вратен Светиот Дух, да биде вратена радоста на спасението, сознанието дека си спасен. Че никој од нас не може да каже и да изусте спасен сум, не сме ние како браќава, меѓутоа треба да бидеме уверени во спасението, затоа што спасението е дар кој што го добиваме од Господа. Но за никакво спасение не станува збор доколку ние не сме се покајале. И ја немаме радост. Сите овие работи ги губиме кога грешиме, а сите тие работи ни се враќаат после покајанието. И Давид во 13 стих ветува дека ќе ги поправи оние нешта кои што ги уништи со својот погрешен избор, со својот грев, со своите гревови. 13 стих вели, ќе ги научам беззакониците на твоите патишта и грешниците ќе ти се обратуваат. Значи, сега, откако јас се вратив со своите лоши патишта, сега јас ќе ги научам и другите како да се вратат. Како да дојдат до покаяние, како да ја примат Божјата милост. Кој што ќе ги доведе и до покаяние, понатаму и до прошка на гревовите и до очистување, конечно. 14 стих, ослободи ме од пролеаната крв Боже, Боже, Спасителу мој, нека мојот јазик се зарадува за Твојата правда. Давид е свесен, Стариот Завет, за убиство, се барало крвта на убиецот.
И вели, ослободи ме од пролеаната крв. Дека мојот јазик се зарадува за Твојата правда. Понатаму вели, Господи, отвори ги моите усни и мојата уста ќе ја разгласува Твојата фала. Грешникот на кому му е простено, го фали и го слави Господа. Со сето срце. Не ти се мили жртвите. Интересно е, овој псалм го завршува осврнувајќи се на потребата од вистинска побожност, од искрено срце, како што читавме претходно. И истекнувајќи ја безвредноста на формалната религија, на формалната побожност и на секој вид на форма, велејќи во стиховите, значи од 16 понадолу, не ти се мили жртвите, кога би принесувал паленица, ти не би ја примил. Каква жртва? Формална. Туку, вели во 17 стих, смирениот дух е жртва на Бога. Нема да го презреш, Боже, понизното и покајничкото срце. Принесувате еден куп жртви, колку сакате. Што сакате, правете. Меѓутоа, ако ја немате понизност, ако немате тоа покајничко срце, ништо од тоа не го весели Господа. И ништо од тоа не му е мил мирис. Смирениот дух е жртва на Бога, нема да го презреш, Боже, нема да го отфрлиш, Боже, понизното и покајничко срце. Биди му милостив на Сион со својата добрина и пак изгради ги ерусалимските ѕидови. Дори се осврнува Давид, како и често пати, се моли и за целиот народ, за Сион, за продолжување на Божието дело, кое што тој со своето влијание толку многу уништил како цар на нацијата. Вели 19 стих повторно осврнувајќи се на потребата од вистинска побожност. Тогаш ќе ти бидат мили праведните жртви. Кога? Кога тоа ќе биде направено со понизно и покајничко срце. Тогаш ќе ти бидат мили праведните жртви, приносите и палениците, и тогаш ќе бидат принесувани телеги на твојот жртвеник. Да, жртвите се потребни, тоа време, тогаш, сега не се потребни, сега Господ бара поинакви жртви, но тие жртви се примени и угодни на Господа само ако се со покајничко срце. Господ бара вистинска побожност, Господ бара искрени срца, Господ бара вистински да се покаеме. Имаме време, ако се уште не сме го направиле тоа, имаме цела една седмица пред нас, да го молиме Господа за милост, да не дозволиме да напразно ја примаме. Тој е толку многу милостив и полно со љубов. Секој ден ја чувствуваме ја на своја кожа и неговата милост и љубов. Секој ден, кога ќе се разбудиме живи и здрави, секој здив што го дишеме, сето тоа е поради неговата милост. А тој е толку многу милостив што еве и првиот чекор, кој што ние не сме моки, не можеме да го направиме, знаејќи затоа што сме во грешна природа, ни ја дава таа милост изобилно, за да дојдеме до покаяние и до прошка за нашите гревови. Нека му се предадеме на Господа, ако сме после тргнале по лоши патишта, да се вратиме, да се покаеме од се срце, Господ е тука да ни прости. Нека му е слава нему. Амин.